Добродојдовте во урбаните вести. Во рекреативниот центар за деца и младинци Мајски цвет Струга започна летувањето на првата од вкупно 8 групи деца опфатени во рамки на проектот за користење бесплатна услуга за одмор и рекреација. Оваа услуга ќе искористат околу 2000 деца од семејства во социјален ризик и деца корисници на посебен додаток. Во продолжение следуваат денешните наслови. Град Скопје ќе доставува решенија за наплата на заостанат долг за данок на имот и фирмарина. Започна реконструкција на главната улица во Глумово, општина Сарај. Поставен е нов лифт во Карпош, во објект за колективно домување. Проект за нова топловодна мрежа во општина Газибаба. Град Скопје информира дека во наредниот период ќе започне да доставува решенија за наплата на заостанат долг за данок на имот и фирмарина. Град Скопје денеска соопшти дека во следниот период ќе пристапи кон достава на решенија за приселна наплата на заостанат долг за данок на имот и фирмарина за 2016 година. Се известуваат сите даночни обврзници, физички и правни лица, кои во наредниот период на своја адреса ќе добијат решение за приселна наплата за 2016 година, веднаш да пристапат кон плаќање на наведениот долг согласно решенијата за приселна наплата, со што би се избегнала непопуларната мерка за блокада на сметки во деловните банки, наведува Град Скопје во соопштението. Доколку даночните обврзници кои се опоменати или ме испратено решение за приселна наплата, во меѓувреме го имаат платено долгот, треба да се обратат во Град Скопје во барака 16 со доказ за уплата на долгот за 2016 година. Ке се реконструира главната улица во село Глумово во должина од 1 километар. Се очекува реконструкцијата да биде завршена за околу 2 месеца. Град Скопје денеска започна со реконструкција на 1 километар на главната улица во населеното место Глумово во општина Сарај. На почетокот на градежните работи присуствуваа градоначалниците на Град Скопје и општина Сарај, Коца Тројановски и Беки Мурати, и директорот на јавното претпријатие улици и патишта Синиша Ивановски. Со овој проект е предвидена реконструкција на коловозот на оваа улица од влезот на Глумово до точката каде што се двои патот за горна и долна матка. Ке се изврши отстранување на горниот слој и ке се нанесе нов асфалт, а ке се реконструираат и тротоарите на местата каде што ги има, истакна градоначалникот Тројановски. Градоначалникот Мурати изјави дека соработката со градот Скопје е одлична и дека резултирала со голем број реализирани проекти, со кој е подобрен животот на жителите на општина Сарај. Работите на терен ќе ги изведуваат екипите на јавното претпријатие улици и патишта, а за реализацијата на овој проект градот Скопје ќе издвои 10 милиони денари. Се очекува реконструкцијата на главната улица во Глумово да биде завршена за околу 2 месеца. 1050 домакинства од населба Хиподром ќе добијат можност своите домови да ги затоплуваат преку топловоден систем, деталите малку подоцна. Станарите од зградата 111 на булеварот Партизански одреди во општина Карпош за прв пат денеска добија лифт. Во изградбата на лифтот со 35% учествуваа самите станари, а останатите средства ги обезбеди општина Карпош. Денеска на булеварот Партизански одреди број 111, градоначалникот на општина Карпош Стефчо Јакимовски им го предаде во употреба новиот лифт на станарите во овој колективен станбен објект. На барање на граѓаните на Карпош и со одлука на Советот на локалната самоуправа, општината заменува стари со нови и реконструира дотраени лифтови во колективни станбени објекти на територијата на општина Карпош, што е случај и со оваа зграда. Првиот човек на општина Карпош нагласи дека оваа инвестиција локалната самоуправа ја чинела вкупно 710.000 денари, односно 65% од вкупната вредност на лифтот. Граѓаните во оваа инвестиција учествуваат со 35% финансиски надоместок. Општина Карпош со одлука на Совет учествува во изградба или пак реконструкција на лифтови на територија на нашата општина. Денеска се наоѓаме пред зградата 111, во која што првиот влез немаше досега лифт. На иницијатива на граѓаните донесовме заедничка одлука во која што општина Карпош
издвоил својот буџет 710.000 денари, како и заедно со средствата на граѓаните. Денеска сме сведоци дека овој лифт веќе е готов и граѓаните натаму ќе можат да го користат. Воедно сакам да искористам оваа прилика да ги повикам и други жители на територија на општина Карпош кои што живеат во повеќе катници, каде што може да се договорат заедно со своите сограѓани станари дека општината Карпош ќе издвои дел од своите средства во висина од 65% од трошокот кој што ќе биде за реконструкција или пак за изработка на лифт и така заеднички да ги направиме практично овие згради многу побезбедни од тоа што е денеска. Академскиот сликар Таки Павловски, кој е станар во оваа зграда, изрази големо задоволство и благодарност до општината, што излегле во пресрет на барањата на жителите и што токму овој влез за прв пат добива лифт. Доста време ние станарите од овој влез, 111 први влез, имавме проблем со лифтот. Имавме иницијатива на времето тоа да го направиме, меѓутоа не ни успеа. Со иницијатива да ние, ако имаме 50% од средствата за лифтот, дека другите ќе ги партиципира општината. И тоа го направи. Тоа е начинот да се помогне на граѓаните, зашто ние во овој влез повеќе од полата сме пензионери. Васа Самараков, генералниот менаџер на Хаусмајстор Плюс, овластена фирма за управување со станбен и деловен простор, нагласи дека општина Карпош е прва локална самоуправа со директна финансиска инвестиција во замена на стар со нов или реконструкција на постоечки лифт и ги повика останатите локални самоуправи да покренат ваква иницијатива со оглед на големиот број на дотраени, стари или нефункционални лифтови кои граѓаните секојдневно ги употребуваат. Денес сме сведоци за прв пат еден лифт да се пушти во употреба со помош на општина и со помош на самите граѓани и ние како управители да сето тоа го сервисираме или го средиме, го организираме. Во работава што ја гледаме денес низ Македонија, знаеме дека доста од лифтовите не се во некоја добра кондиција. И ја поздравувам одлуката прво на општина Карпош да издвои средства за станарите и ги поздравувам граѓаните кај што може да се организират за да може да соберат средства и за да можат да партиципираат во таква една работа и да се го олеснат и подобрат начинот на живеењето. 1050 домакинства од населба Хиподром ќе добијат можност своите домови да ги затоплуваат преку топловоден систем, кој ќе ги гради ЕЛЕМ во соработка со општина Газибаба и град Скопје. Овој проект ќе има не само финансиски, туку и еколошки бенефит за Скопје и неговите жители. Градоначалниците на град Скопје и на општина Газибаба, Коце Тројановски и Тони Трајковски и генералниот директор на ЕЛЕМ Христијан Мицковски денеска во Хиподром го промовираа проектот за проширување на топловодната мрежа на ЕЛЕМ енергетика во повеќе населени места во оваа општина. Во реализацијата на овој проект АД ЕЛЕМ ќе учествува со 50%, додека град Скопје и општина Газибаба ќе учествуваат со по 25%. Со овој проект ќе бидат опфатени околу 1050 домакинства. Градоначалникот Трајковски информираше дека предвидена е поддршка и субвенционирање на изградбата на подстаниците, примарната и секундарната топловодна мрежа, како и мрежата за грејење во самите објекти за колективно домување. Проектот се однесува на поддршка и субвенционирање во делот на изградбата на подстаниците, изградбата на примарната, секундарната и терцијалната мрежа во самите стамбени згради и изградба на нова примарна мрежа на 3 улици. Значи, во делот на изградбата на инсталацијата во стамбените згради, општина Газибаба, градот Скопје и АД ЕЛЕМ комплетно ќе го субвенционираат тој дел, односно изградбата на подстаниците и да кажам вертикалите, примарната и секундарната мрежа, а изградбата на терцијалната мрежа во самите станови од страна на АД ЕЛЕМ ќе се направи напори да таа биде изведена, потоа граѓаните
на одреден број на рати тоа го отплатат без камата. Овој проект според градоначалникот на град Скопје Трајановски ќе има не само финансиски, туку и еколошки бенефит за Скопје и неговите жители. Покрај еколошкиот момент и енергетската ефикасност со зголемувањето на бројот на корисниците на овој вид грејење, Трајановски очекува намалување на цените за грејење и финансиски бенефит за граѓаните. Овој проект е навистина потребен за граѓаните. Мислам дека се движиме во вистинскиот правец, во правецот на стратегијата за климатските промени која донесе градот Скопје, како и планот за намалувањето на загадувањето на амбиенталниот воздух 2013-2017 година, со кој што е предвидено да овие компании како што се БЕК и Елем енергетика, кои што ги снабдуваат граѓаните со топлинска енергија, да стигнеме до што повеќе домаќинства, а со тоа да го намалиме загадувањето во градот Скопје, а воедно исто така и да направиме поголема енергетска ефикасност. Значи ова е една од мерките кои што се предвидени во стратегијата за климатски промени на градот Скопје и планот за намалувањето на амбиенталниот воздух. Генералниот директор на АДЛМ Христијан Мицковски истакна дека проектот го работат повеќе од една година и додаде од првичните анкети направени меѓу жителите на овие неколку населби покажале дека постои голем интерес за приклучување на нивната мрежа за централно затоплување на домовите. Она што ЕЛМ го презема како обврска е да обезбеди бескаматно кредитирање за изградбата на топловодните инсталации во самите домакинства. Изградбата граѓаните ќе отплаќаат на повеќе години, а цената ќе биде пресметана во сметките за грејење, додаде Мицковски. Ќе бидат изградени топлински подстаници, исто така ќе биде изградена и секундарниот развод. Она што АДЛМ го превзема како сопствена обврска во овој момент, а кој што е резултат на доброто и позитивно работење во изминатиот период, е да обезбеди бескаматно кредитирање на самите домакинства. Диапазонот на рати се уште се анализира, но тоа ќе биде некаде помеѓу 60 и 120, или еве вака грубо кажано, доколку е потребно да се изгради разводот до грените тела во еден стан и доколку тоа чини некаде отприлика околу 500 евра или околу 30.000 денари, на 60 рати или околу 5 години, тоа значи дека месечната рата би била некаде околу 500 денари. И таа ќе биде вкалкулирана во сметката. Комфорот ќе се подобри на граѓаните во нивните домови, од друга страна имаме еколошки намалување на загадувањето, потоа енергетската ефикасност во домовите на граѓаните и на крај намалување на сметките за затоплување на домовите на сите корисници на АДЛМ, тоест на нашата подружница енергетика. Општина Кисела Вода ќе работи на реконструкција на улицата Доситеј Обрадовиќ. Освен поставување нов асфалтен слој, градежните работи треба да опфатат и подигнување на постоечките шахти. Ќе бидат поставени и нови рабници на тротоарите. Општина Кисела Вода распиша тендер за реконструкција на улицата Доситеј Обрадовиќ. На потегот меѓу улиците Иван Козаров и Дичо Петров, каде се протега оваа улица во урбаната заедница Цветан Димов, ќе се врши рехабилитација на постоечкиот асфалтен коловоз, кој е со ширина од 5,30 метри и е со видливи оштетувања, соопшти Општина Кисела Вода. Освен поставување нов асфалтен слој, градежните работи треба да опфатат и подигнување на постоечките шахти. Ќе бидат поставени и нови рабници на тротоарите. Во рамките на проектот зголемено вклучување на граѓанското општество во процесот на донесување одлуки од областа на животната средина. На жителите на општина Аеродром им се дава можност да изберат локација за паркинг на велосипеди. Со цел одбирање на најдобрата локација за поставување на паркингот за велосипеди, Општина Аеродром ги повикува граѓаните да одговорат на анкетен прашалник преку кој ќе одберат локација за поставување велосипедски паркинзи во општината. Во рамките на проектот зголемено вклучување на граѓанското општество во процесот на донесување одлуки од областа на животната средина, спроведуван од Центарот за климатски промени Гевгелија во соработка со Општина Аеродром, планирано е да се постави паркинг за велосипеди Вело Остров на една од локациите дадени во анкетата, со цел одбирање на најдобрата локација за поставување на паркингот за велосипеди. Општината ги повикува граѓаните да одговорат на подготвениот анкетен прашалник.
Акција за чистење и разубавување на областа под железничката станица во близина на улицата Венијамин Мачуковски се организира денеска со цел разубавување на просторот. Еколошката акција е во организација на иницијативата Мрдни со прст. Граѓанската иницијатива Мрдни со прст заедно со жителите на аеродром и сите што сакаат да го направат своето мало поубаво и почисто место за живење. Попладнево во 18 часот и 30 минути организираат акција за чистење и разубавување на областа под железничката станица во близина на улицата Венијамин Мачуковски. Присутните ќе ги анимираат Тони Зен, диџеј Гоце Сав и Марко Новески, а истовремено мајсторите за графити ќе ги разубавуваат столбовите на железничката станица. Разубавувањето токму на оваа област е всушност реакција од страна на совесен граѓанин, кој пред неколку месеци го пријавил проблемот на веб страната mrdnisoprs.mk како локација во градот на која е потребно чистење, разубавување и редовно одржување, информира организацијата Мрдни со прст. Во акцијата се вклучени Сојузот на извидници на Македонија, Ајде Македонија, Националниот младински сојуз на Македонија, Биди зелен и општина Аеродром. Со овој настан Мрдни со прст продолжува со активностите за подигнување на свеста на граѓаните за различните можности за општествени промени, кои се во доменот на секој поединец. Ти си на потек, како слоган на кампањата, го повикува секој граѓанин да даде своја идеја, да се вклучи и да реализира активности со цел да направи одреден придонес во заедницата во која живее. Повеќе информации за тоа како секој може да се вклучи, а воедно и детали околу претходните и следните активности на Мрдни со прст се достапни на www.mrdnisoprs.mk, како и на Facebook страната Мрдни со прст. Делови од општините Ѓорче Петров, Киселавода и Аеродром утре ќе бидат без електрична енергија, информира регионалниот центар за управување со кризи. Дел од корисниците од Волково утре од 9 до 11 часот ќе останат без напојување со електрична енергија. Во временскиот период од 9 до 10 часот и 30 минути без струја ќе останат корисниците од улицата Благоја Гојан, броевите 37, 39, 41 и 43 во општина Киселавода, а во периодот од 13 до 15 часот без струја ќе бидат корисниците од булеварот Јане Сандонски, од бројот 15 до бројот 21. Како што соопшти регионалниот центар за управување со кризи на град Скопје, прекинот е поради закажани технички зафати во електросистемот. Од утре следува период на стабилно време со пораст на дневната температура, која во деновите од викендот наместа ќе го надмине 35 степен, а UV индексот повторно ќе има многу висока вредност 9.
И пред да се одјавиме уште една информација. На Скопскиот аеродром Александар Велики денеска се реализираше првиот редовен директен лет од Доха. Новата рута до главниот град на Македонија ќе биде обслужувана 4 пати неделно. Понеделник, среда, петок и недела. Со воздухоплов Airbus A320, што има 12 седишта во бизнис и 132 седишта во економската класа. Новата услуга на Qatar Airways ќе поврзе Македонија со повеќе од 150 интернационални дестинации на глобалната мапа на летови. Со оваа информација го завршуваме и ова издание на Урбаните вести. Благодарам што бевте со нас. За повеќе информации следете ја нашата веб страна mtm.mk. Довидување.